Пиволенд по дефиниција е настан за уживање. Од изминативе 7 години искуство, веројатно наједноставниот начин да го опишеме е лабав собир на боеми пропратен со квалитетна музичка програма. И годинава нема да отстапат од дефиницијата. Само ќе ја надополнат со делот Пиволенд 2015, алтернативен како никогаш досега. 8 година поред, од 2 до 6 септември на Скопското Кале, на старата добра локација. Оваа година тоа што е поразлично е музичката програма, секако избогатувањето на изборот на пива, ќе има повеќе од 50 видови на пиво за дегустација, а музичката програма е малку по урбана, алтернативна, underground. Што да се разбереме, не значи дека годинава ќе бидат резервирани исклучиво за алтернативна музика. Не, далеко од тоа дека нема да има и комерцијални артисти, меѓутоа оваа година, како ниедна досега, а веќе со неколку години поред, како традиција, сакаме повеќе простор да остапиме на македонските музичари. Значи, оваа година имаме само 3 бенда од странство и тоа само еден од Балканот. Тоа се Бркови од Хрватска, другите 2 бенда, едните се од Данска, се викаат Blended Brew. И Lemon Bucket Orchestra од Канада бенд, со повеќе од 300 концерти годишно, бенд од 15 луѓе. Од другите денови, значи од среда до недела, ги имаме ДНО, значи Тони Зени Флека, Мугер Фугер, Фолтин, Супер Хикс, DJ Гоце Сав, Ocean Pacific, Брука. Last Expedition, DJ Славе, The Code Барбарела, едно мало изненадување во петок, во сабота, тоа е за сите. Мама Есма е тука да не развесели. Значи DJ Cox, a.k.a. Јовановски од Galactic Explorers. А во недела најжустро, најалтернативно, значи ги имаме Лоши деца, културно-уметнички работници, СМАТ, Верка. И секако тука се и 5 млади бенда кои што ќе настапуваат на вториот алтернативен стејдж, меѓутоа ќе добијат и шанса да го отвараат секој ден на Пиволенд од 19 часа. Интересен е моментот што секоја година имаат по некој артист кој е за прв пат во Македонија, што со оглед на рајдер листите и не е така лесно. Значи Lemon Bucket Orchestra е бенд кој што не свири на концерти кај што се наплатува карта. Дури на еден концерт, некој што ги букирал за настап, им кажал дека ќе биде бесплатен, кога пристигнуваат на местото, читаат дека е карта $20 и они со своето звучење пред самата сала им кажуваат на луѓето да не плаќаат влезници и го прават концертот пред самата сала. И нашите не се исклучок. Па има доста чудни барања во смисол на тоа дека нели Пиволенд, па ние им викаме, па знаеш, за пиење има пиво, ама ја не пијам пиво, јас пијам тоа. Исто така дечките од СМАТ кои што еве ќе открием за бекстејдж, има изненадување за сите посетители, ќе настапат заедно со Санаториум на 2 песни со Перо од Санаториум и они има така не толку чудно барање, меѓутоа сакаат да биде поставено нивно знаме за време траење на настапот. Кога сме на тема пиво, имаат ли некакви податоци колку пиво се пие во просек на Пиволенд? Од прилика мислам дека на Скопскиот Пиволенд помеѓу 30.000 и 50.000 литри пиво се испива во овие 5 дена. Секако се дегустира. Мора да напоменам, значи луѓето кои што доаѓаат на Пиволенд да не просто се опиваат. Ова е манифестација каде што треба се ужива во пивото. Добра препорака и уште подобра математика во поглед на акциите за дегустација. 5+1, 3+3, убава математика за пиење во друштво. Оваа година
Не доаѓајте сами или во мал број на Пиволенд. Поисплатливо е да дојдете во друштво. Дегустација во друштво со алтернативен призвук, па може ли да биде подобра?